Имавте средба и вие со Марфи претходно. Марфи кажа, потоа и Агелер кажа дека ќе ни се нарушат односите ако не се донесат уставните измени. Дали ви го кажа Марфи тоа и конкретно кој е вашиот став за ова? Исто така се кажа и дека НАТО ќе биде загрижен, земјите членки ќе бидат загрижени доколку не се донесат уставните измени. Јас имав средба со сенаторот Марфи во 9 часот савајлето и бев прв од серијата средби кои ги имаше тука во Македонија. Можеме да ви кажеме дека воопшто не стана спомен, не спомнавме воопшто не стана збор за таа тема. Мојата претпоставка е дека сенаторот Марфи знаеше со кого разговара од другата страна, знае мојот став, знае ставот на владата, дека ние немаме проблем со тој тип на уставни измени. Ја тврдам тоа многу пати, го повторувам и денеска, дека внесот на и други делови од народи кои живеат тука нема да ја загрози безбедноста на Македонија, ниту незината иднина. Спротивното може да биде точно. Ќе дојдам до тоа. Како што не ја загрозија стабилноста и иднината на Македонија на нас за 20 и кусур години овие 7 народи, односно делови од народи кои се веќе дел од преамбулата и од нормативниот дел. Можам само да нагаѓам, меѓутоа претпоставувам дека сенаторот Марфи мислел на луѓето од опозицијата со кои исто така имаше средба, а нивниот став е познат. Под ниедни околности овој временски период, или барем додека не заврши мандатот на овој пратенички состав, тие не сакаат воопшто да размислуваат за уставни промени. Тоа значи само едно, дека на 1 декември самите себе ќе се блокираме и тоа секако е причина за загриженост на нашиот најголем стратешки партнер со кој од 2008 имаме договор за стратешко партнерство. Така, дали се уште сметате дека не треба да се започне процедурата за уставните измени ако нема политички консензус? Знаете, тоа е голема една политичка дилема, политичка не е правна, се разбира, дали да влегувате во уставни промени ако немате обезбедено 2/3 претходно. Она што го знаеме, во тие рамки се движеше и моето размислување. Денеска сум повеќе склон да верувам дека е потребно да се влезе во парламент, дури под предпоставка да немате сигурни 80 претходно, со тоа што јасно на таков начин и со првото гласање кое бара 2/3 би се идентификувале двата главни блока во државата, проевропски и антиевропски блок. Да подсетам, ако сме заборавили, 2015 пред да влеземе во првата процедура и првото гласање за Преспанскиот договор, немавме тогашната владина конструкција и структура, немаше 80 луѓе, 80 гласа, немаше обезбедено во тој момент. Паметите, тоа беа драматични моменти кога до последен момент не се знаеше дали ќе биде постигнато тоа квалификувано мнозинство за отварање на процедурата за менување на уставот. Околу лидерска средба, колку што знам, пред 2 дена премиерот ја понуди таа опција до опозицијата, бидејќи владата во овој случај е формален носител на иницијативата за уставни промени, мислам дека е логично да се дозволи евентуално опозицијата да се приклучи на тој повик на владата. Нема проблем да биде и кај мене, меѓутоа бидејќи владата формално сега треба да иницира уставни промени, логиката е тамо да се одржуваат тие средби, иако познавајќи го ставот на опозицијата, стварно не знам што тие би понудиле друго на таа евентуална средба во владата на оваа тема, бидејќи нивниот став по таа прашање е познат, тие сакаат прво да дојдат на власт, па потоа да разговараат за уставни промени.